Добар ден, почитувани гледачи, ете неповторно во изданието на емисијата 60 минути на исток во вторник 26 јануари. Денеска е најново тоа што дефинитивно дум на југот па откри се што сме ставили под снегот, односно под тепихот или под белиот покривач, така да чинам дека има доста работи кои едноставно снегот ги открил, дали тоа се ризлата и солта што останале на патот, но во секој случај има остатоци од она што се нарекува топење на снегот. Добро што се стопи, добро што вечера велат метеоролозите ќе заврне нов снег, па така да количините на снег значително ќе го подобрат хидролошката состојба на Штип и Источна Македонија. Но она што е значено исто како што стрепевме дали ќе има снег или ќе заврши или полугодието, па екстерното дестинирање така натаму, така овие денови, да кажеме речиси цел месец, стрепат и училиштата со тоа што се ставени на еден сериозен испит, а тоа е правење на проекти за конкурирање на средства од фондовите на Европската унија, популарно наречениот ИПА фонд. Така да сите образовни институции беа преокупирани цел месец, можеби повеќе, да одработат проекти, да ги испратат и да чекаат да видат како ќе бидат оценети нивните проекти. Затоа денеска на разговор во студиото ја поканивме госпоѓа Весна Ничева, директор на Основното училиште Ванчо Прке од Штип, и со неја ќе разговараме на овие теми, бидејќи ово училиште и госпоѓа Ничева дури први се фатија во преграб со подготовката на проектната документација и се што требаше да биде подготвено, да се донесе на седница на Совет одлука, дури пред време, што би се рекло, предварително, да се биде се на време. Во вториот сегмент од денешно издание на емисијата 60 минути на исток го очекуваме гост да не биде господинот Владко Двојаковски, председател на ракометниот клуб Текстилец. Ке разговараме за ракометот. Впрочем, денеска секаде кај што ќе влезевте, па од синоќ наваму се коментира ракометот. За нас е тоа најважната споредна работа место фудбалот, нели? Ќе проговориме за тоа што денеска се случуваше на Универзитетот Гоце Делчев. Имавме работилница за енергетска ефикасност во Штип, а се разбира во Кочани пак Домот на културата Бели Мугри подготвува хуманитарна изложба да му се помогне еден невен или наш сограјани, како сакате наречете го, за операција да замине во Кина. А секојаш овој вовет го правиме со цел да ви информираме за тоа што до овој момент одработи нашата редакција. А така може да кажеме дека кога се сака според народната и се може, штипските бизнисмени на Универзитетот Гоце Делчев обезбедија средства за стипендирање на 500 студенти. Средствата се по 200 евра, односно колку чини така наречената школарина, значи по 200 евра за 500 студенти. Тоа е почеток и се разбира дека за да се добијат вакви средства потребно е студентот да има просек над 9. Лесно е, велат луѓето, кога народот ја плаќа сметката за струја, нека е, а општините ниту знаат колку трошат, ниту каде им оди енергијата, покажале анализите за енергетска ефикасност. Токму поради ова Агенцијата за енергетика заедно со Светската банка работат на проекти за старите објекти да станат енергетски ефикасни. Од сите општини од регионот единствено Пехчево влезе во проект за заштита на енергија која траеше изминати 18 месеци. Хуманитарна акција на младите уметници во Кочани, учениците од школата за сликање при Домот на културата Бели Мугри од Кочани ги продават цртежите за да помогнат на нивниот сограѓанин, нашиот пријател Мето Димитев, на кој му се потребни 25.000 евра за операција во Кина, се извинувам, а по делчевските тутори добија и ромските деца во Кочани. Од денес 76 основци од ромска националност од 3 основни училишта ќе имаат дополнителни часови по македонски јазик и математика. Електричната инсталација не намера запали 5 автомобили во Штип, соопшти денеска секторот за внатрешни работи. Имавме умерено облачно време со незначителни сончеви периоди и максимална температура од 9 степени. Вечерва времето ќе биде облачно со врнежи на снег во доцните вечерни часови и минималната би требало да биде 0. Утре не очекува сончево време, максимална до 10 степени, така велат метеоролозите. А во овој момент велам добар ден на госпоѓа Весна Ничева, директор на Основното училиште Ванчо Прке. Госпоѓа Ничева, имавме пред Нова година така еден разговор, но од Нова година му се случија некои акцелераторски форми во смисла училиштата кои хронично како институции и работат на нула, што би се реко, секош имаат недоволно средство, да
добиете информация, да подготвите се што е нужно да конкурирате за средства од фондовите на Европската Унија. Па тоа не е, така да кажеме, и тема на разговор, заради тоа што вие први го почнавте тој процес, тоа го кажав, па по вас се приклони и другите училишта во општината. Што во овој момент можеме да кажеме одработивте во смислеве да се направат проекти, колку проекти, каде ги поднесувате, со кои соработувате, што барате, за што барате средства? Токму така, како што кажавте, пред повеќе од 2 месеци бевме известени за првиот повик на на ИПА проектите, за проект за меѓугранична соработка Македонија и Бугарија. И откако се запознавме за овој проект, со тоа какви можности тој ни нуди, како што спомнавте вие, веднаш се зафативме со неопходните чекори, што е тоа што треба ние како институција да го направиме, се со цел да се доближиме до овие фондови и да искористиме доколку ќе имаме таква шанса. Значи, изминавме еден напорен период, бидејќи станува збор, ќе се навратам подоцна на ова што го почнав, станува збор за строги критериуми, за строги правила, тоа се европски фондови, значи мораше се да биде онака како што пропишуваат нивните пропишани критериуми. За таа цел ние вклучивме голем број на лица во изработката на овој проект, од внатрешни членови кои што се вработени во училиштето, исто така и надворешни лица, кои што ни помагаа во апликацијата да биде такава како што треба да биде. Крајниот рок за поднесување на истата беше во текот на вчерашниот ден, на 25 јануари, точно во 16 часот во Кјустен, да ги доставивме апликациите на рака и ние изготвивме проект со наслов заштита на енергетската ефикасност со поставување на енергетски ефикасна фасада. Самиот наслов кажува за што станува збор, дека нашата цел е да ја подобриме енергетската ефикасност, односно да ја намалиме потрошувачката на електрична енергија, да ги подобриме условите за учење на учениците, бидејќи сите знаеме дека кога е студено, значи во условите не дозволуваат да тие восприема знање така како што треба. И ние се надеваме дека доколку од надлежните нашата апликација биде оценета позитивно, морам да кажам дека голем беше бројот на апликанти, значи бидејќи прв проект, ново искуство, сите сакаат да го вкусат, можеби тој европски колач, да вкусат дел од него. И доколку ние имаме таква среќа да бидеме избрани, ќе биде на големо задоволство и на нашата институција, и на општината, и на сите, на пошироката заедница. Тоа е идејата. Што беше потребно училиштето во смисла да обезбеди документи, да обезбеди, предпоставам дека тоа е процедура која трае малку подолго отколку овој наш разговор, со цел да се обезбедат сите нужни. Така, предпоставам дека сте добили една базична, основна информација дека има средства за таа намена. И сега натаму тргнува постапката како да се обезбедат другите нешта за кои впрочем треба да се вистина каже дека е нужно потребно на институцијата реализација на таков проект. Па бидејќи ние сме локална институција, значи еден од условите беше да имаме поддршка од локалната самоуправа, односно од Совет на општина Штип, зашто сме многу благодарни бидејќи ни укажа неизмерна поддршка, ни дадоа согласност за вклучување во оваа апликација од училишен одбор, од оделението во локалната самоуправа заштита на животната средина, градежното оделение во локалната самоуправа. Исто така, како што спомнав, имавме потреба од архитект на дворешно лице кој што требаше да достави документација за сето тоа што го зборуваме, да го ставиме на хартија, како тоа би изгледало, нели, и колку би чинело. Самата процедура на проектот опфаќа тврди и меки мерки, значи овде имаме, во тврдите мерки се фокусиравме, нели, како што кажав, на термофасада и не спомнав поставување на соларни колектори за производство на електрична енергија и меки мерки кои што фаќаат обука, односно едукација на нашите ученици за подобрување на животната средина, односно заштита на електрична енергија. Кога би требало да добиете повратен одговор? Во рок од 14 дена веќе треба да имаме повратна информација дали нашите апликации се позитивно оценети. Бидејќи сите училишта, предпоставам, тоа ќе биде една ваква просторија, може би ќе биде малку, бидејќи сите училишта од Македонија конкурираат, а предпоставам... Не, во источниот дел на Македонија, така. Значи, источниот дел на Македонија со областа која што опфаќа областа Благоевград во Бугарија. Меѓугранична, што би се рекло. Не може да конкурирате со, да речеме, со Варна. Не. Мора да е исклучиво општини кои што се во областа Благоевград во Бугарија.
Она што е близко до нас, до Македонија. И сега кога говориме за ова, рековте дека 25 јануари бил клучен. Така, вчерашниот ден беше последен за доставување на апликација. Освен оваа апликација, одработивте ли уште нешто друго? Конкуриравте ли со нешто друго или имате други, не мора да е од ова? Што е тоа што друго како проекти го работевте или имате или во фаза на изработка? Така, значи, интензивно ги следиме сите повици. Се што е апликација во која училиштето може да аплицира, се со цел нели да обезбедиме нешто подобри услови за нашите училишта. Интересно беше што крајниот рок се совпаѓаше и на друг проект од страна на УСИД за подобрување на меѓуетничката интеграција и таму имаше апликација за реновирање на училишта. Со таа разлика што максимумот на средства што може да се обезбедат од УСАИД 20.000 евра, не спомнавме за сумата на пари. Меѓуграничната соработка, станува збор за поголема сума на пари, 200.000 евра по училиште, бидејќи станува збор за 2 училишта заеднички аплицираме. Така да интересен беше и фактот што крајните рокови беа 25 јануари за едниот повеќе за другиот, така да успеавме да се нели фокусираме на последниот рок и да успешно ги доставиме потребните апликации. Претпоставам дека Американската асоциација за помош од Македонија го упати тој апел. Така, преку Македонија, да. Таму е за мултиетничка, рековте, соработка. Меѓуетничка интеграција во образованието, тоа е проект кој што е актуелен во последниве неколку години во нашата држава. Така баш насловот му е проект за меѓуетничка интеграција во образованието, преку кој се нуди можност да повторно дојде до некоја реконструкција, до подобрување на условите нели за живот и работа во училиштата, а воедно и да се подигне свеста кај најмладата популација за подобрување на меѓуетничките односи во училиштата без разлика на етничкиот состав на учениците. И таму очекувате средства, одговор кога би требало истиот? Така, за овој проект не знаеме кога повратна информација ќе имаме, значи дополнително ќе бидеме известени. За разлика од другиот проект, веќе знаеме дека во рок од 14 дена ќе имаме повратна информација за. Сега кога говориме документацијата на проектна документација се работи на македонски или задолжително мора да биде преведена? Значи има дел обавезно задолжително е преводот на англиски јазик, значи бидејќи се нели сепак меѓугранични проекти, ги изготвуваме паралелно и на нашиот македонски јазик и на англиски јазик. И така ги доставувате? Да. Рековте со која општина соработувате? Да, за меѓуграничната соработка, значи склучивме договор со училиште од село Дебрен, општина Гермен, област Благоевград. Така малку и тука имавме проблем, додека најдовме партнер училиште. Најпрвено обезбедивме едно училиште кое може да ни биде партнер. Со тоа што след еден краток временски период се испостави дека тие не се во можност да ги обезбедат неопходните документи кои што се потребни. Така да во последните неколку минути, така наречени, нели, се откажа од проектот, па имавме среќа да и во тие последни минути обезбедиме друго училиште. Може ли да ви извисат? Мене ми изненадува овој факт. Сега веќе не. Говориме, ме изненадува фактот што училиштето во Бугарија не било подготвено која членка на Европската унија, директно таму. Не подготвено кога велам, мислам на тоа дека еден од условите беше да двете училишта се општински. Училиштето кое најпрвен ви го спомнав беше најпрвен под државна капа и тие се надева дека во секој момент ќе станат општинско училиште. Значи тој услов не го исполнија. Значи државата не се откажала од училиште да биде под нејзина юрисдикција. Што е тоа што освен овие два проекти кога говориме за училиштето Ванчо Прке е значено да се каже, претпоставам дека имате од вашите колеги некој има строга задача да внимава дали ќе добие повик, па како да се одработи тоа. Па да, редовно и јас систем на административни, да кажеме, устројување или задолжително фокусирање да може да се проследи секаква таква работа која е од добробит за училиштето. Да, тоа не е од големо значење. Кога станува збор за проекти, сме на линија позитивна, би рекла, со општина Штип, службата која што е задолжена за училиштата. Значи редовно и тие тековно не известуваат за сето оно што е ново, нели што се нуди како можност за нас. И паралелно со тоа, како што веќе спомнавте, ние имаме наставници кои што се задолжени тоа да следат се што е ново и се што се нарекува повик, нели, за апликација. И сме спремни во секој момент, нели, да учествуваме на било каков повик.
Пред малко ме прашавте што е тоа нешто друго што е ново кога станува збор за апликациите. Еве, јас би се повикала од последниот пат кога бевме гости во вашата емисија. Значи, имавме исто така повика од страна на проект на Министерството за образование и наука, кој што во соработка со швајцарската амбасада, мисијата на ОПСЕ, значи има исто така повик преку фондацијата Градиме мостови. Тука аплициравме, на наше големо задоволство, апликацијата ни беше позитивно оценета, така да во тек изготвувањето на самите последни чекори имаме обврска со училиштето Гостивар да спроведеме неколку заеднички активности, согласно кои ќе останат неколку технички апарати кои што ќе бидат како благодат на основното училиште Ванчо Прек. Нешто како благодат што ќе не остане во собственост на нашето училиште. Тоа е конкретна материјална. Да, па сите се бориме за некоја материјална придобивка, да ги подобриме условите за работа на училиштата и така тековно на начин на кој што умееме и можеме, значи се трудиме да ги подобриме тие услови. Што тоа од овој аспект кога говориме за да се намири со каде има средства да се конкурира, претпоставам дека имате информации, имате намера да конкурирате. Ова е завршена работа, но престојат и други активности кои треба да донесат вака со една систематска работа да се направат проекти кои навистина ќе обезбедат средства кои училиштето па и општината ги нема во своите буџети. Така, значи до вчера, како што кажав, ги завршивме двете апликации, сега се надеваме на позитивна повратна информација, како што кажав, на заедничко задоволство на сите би била. Од претходната апликација веќе не е позитивно оценета, значи само ни останува да ги реализираме активностите согласно кој ни беше позитивно оценета апликацијата. И се што ќе предстои во периодот кој што следи, значи актуелно и будно ќе го следиме и ќе работиме упорно и истрајно, за да, како што кажа, веќе да обезбедиме подобри услови за работа. Мораме да се вратиме малку на оно што е редовна активност на училиштето, тоа е започна второто полугодие. Така. Немавте проблеми? Не. Ни во зимскиот распуст? Не. Работевте нешто, саниравте, одредувате, така, значи, да проговориме заради тоа што покрај ова работа која можеби за родителите актуелна во моментот, и актуелна, ама е невидлива бидејќи тоа работи училиштето како административна заедница. Во право сте, толку невидлива за јавноста, беше барем до сега. Да. Многу повеќе можеби родителите се интересираат состојбата со училиштето, хигиена, изведување на настава. Вообичаено, тоа се вообичаени активности за кои и таму треба да се фокусирате. Така. Второто полугодие од учебната 2015-2016 година започна без никакви проблеми, на заедничко задоволство на сите. Значи, она што ги засега родителите, тоа е условите за работа, имаме доволно нафта, количини за нафта, условите се одлични, значи имаме топли се просториите во кои учениците престојуваат. Она што го искористивме како зимски распуст, за да преземеме некој зафат, тоа беше, започнавме со реконструкција на дел од тоалетите, лавабоата, така наречени мијалници, на разбилив јазик. Значи, почнавме еден по еден, бидејќи и покри тоа што имавме можност да работиме, температурите не дозволуваа, така да започнавме, меѓутоа тековно за време на викендите ќе го заокружиме тоа што го започнавме. Исто така така за мене барем од големо значење активност која што успеавме да завршиме, а е од поодамна започната. Имено станува збор за тоа дека пред еден извесен период од страна на господин Срđan Керим ни беа обезбедени 120.000 денари како донација за децата со посебни потреби. И така, од техничка причина не бевме во можност еден извесен период да ги искористиме тие средства. Сега веќе ги искористивме и опремивме една просторија од училиштето, сензорна соба, значи, за дечињата со посебни потреби. Значи, ќе имаат едно место кое што ќе можат да го чувствуваат благодетот на сензорната соба. Така нешто позитивно што ни се случи за овој период. Сега кога говориме освен тоа, претпоставам дека согласно програмата на училиштето, она што сте го предвидели, течат активностите, што е во значено да потсетиме уште еднаш од дејностите на училиштето, активностите за до крајот на оваа школска година. Така, па имаме согласно годишната програма, имаме голем број на активности, овде ни е патрониот празник, одбележувањето на значени празници,
кои што се државни празници, кои што се согласно нашата програма. Имаме голем број на активности кои треба да ги реализираме, а се во функција на проектот за заедничка грижа на учениците и родителите. Нешто ново што така повеќе не поврза со родителите. Голем број на работилници кои што не се предвидени да ги спроведеме заедно со родителите на нашите ученици. И така, тековно ќе реализираме. Екстерното тестирање ни предстои во месец мај, оно што не беше за средношколците, односно за матурантите, кај вас кога ќе биде точно? Во месец јуни. Јас се извинувам, пред малку реков мај, меѓутоа подготовките се во месец мај, а екстерното, процесот на екстерно е во месец јуни. Ќе им биде ли тешко, особено на вашите колеги? Па знаете, да, веќе ние трета година поред и јас мислам дека искуството си го прави своето, дека нели ни укажува на тоа дека една рутинска постапка од страна и на наставниците за самото спроведување на од технички аспект, нели спроведување на процесот на екстерно проверување и од страна на учениците се разбира согласно нивните постигања. Претпоставам дека заради тоа што перманентно основното училиште Ван Чепрк има резултати надвор од училиштето, надпревари, предпоставам. Така, и тие ни предстојат. Надпреварите најчесто се во втората половина од учебната година, односно второ полугодие, така да сите надпревари се предвидени месец март, април и ни предстојат. Претпоставам дека заради тоа што ваши колеги беа тука, говоревме за екологијата, тоа нема да ве одмине оваа пролет. Имате ли конкретна агенда или се базирате на оно што е договорено начално уште пред почетокот на учебната година? Па да, тимот кој што го води екопроектот во училиштето, значи си имаат своја програма, имаат планирано активности и согласно планираните активности, значи ги реализираме по нивната програма. Претпоставам соработката со другите училишта врви? Да, на високо ниво, редовна, континуирана. Имате ли соработка, сега се отварат низ овие постојани комуникации низ проектите, да реализирате конкретна соработка со училиштето од Бугарија? Па да ви кажам, минатата учебна година... Полека отварат и други хоризонти. Да. Еве ќе ви кажам од каде дојдовме до овие контакти. Значи, минатата учебна година ние бевме повикани од страна на училиште од Бугарија да бидеме нивни гости и да бидеме дел од проектот на кој што тие има аплицирано. Така ги воспоставивме првите контакти, благодарение на тие тогашни контакти, во месец јуни 2015 година, сега истите луѓе ни помогнаа да обезбедиме партнери училишта од Бугарија. Инаку не е лесно да најдете таков партнер од причина што Република Бугарија е членка на Европската унија и најголем дел од нивните училишта со закон веќе имаат поставено термофасада и ретки се такви училишта кои што немаат фасада. И од таа причина беше тешко да се најде таков партнер, бидејќи најголем дел од нивните училишта се... Со други зборови, со лупа ги баравте. Така, бидејќи кај нив сите имаат промена на прозорци и верувам дека уште многу мал е бројот на училиштата кои што треба да сменат и фасадата. За разлика од кај нас. Да, па добро, ние тежнееме кон за членување во Европската унија и се надевам дека можеби кај нас еден ден со закон ќе бидеме обврзани ние како држава да ги подобриме условите за работа во нашите училишта, поставувајќи вакви фасади. Па претпоставам дека заради тоа ако биде законска обврска и државата ќе биде обврзана на некој начин да обезбеди средства. Да. Сега вака мора повеќе волунтаристички да се бараат. Да. Дали имате најава дека преку ИПА фондовите може да се обезбедат средства и за други нешта кои се нужно потребни на училиштата? Да ви кажам искрено, да, ова е прв повик, значи и нашето искуство во поглед на ИПА фондовите е сиромашно, да бидеме искрени, значи како што кажав, прв пат ние имаме искуства, поминуваме низ вакви искуства за да знаеме кои се условите да бидете апликант за вакви проекти и јас верувам дека какви да бидат исходите од апликацијата ќе биде едно големо искуство за нас во иднина повторно да се вклучуваме во вакви активности. Бидејќи така информативно во 2017 година ќе биде вториот повик, тоа е нешто блиско. Тоа е утре. Да, утре како што велите вие, да. Подготвено училиштето, претпоставам дека сте поминале обуки на некои за да може да се веродостојно аплицира, да се направи, да немат... Па да, имаше од страна на одговорните, имаше обука, првата беше во Пробишти, ние посетивме во општина Пробишти, инаку беше организирано во неколку општини, па согласно тоа каде се наоѓате да ја посетувате таму обуката, втората беше во Сандански, ние ги посетивме и двете, следевме се што беше објаснето од нивна страна и согласно тие насоки постапувавме.
Убедени сте, вака како го направите документацијата, дека ќе легнат пари? Па да ви кажам искрено, ние сме со многу позитивна мисла и позитивна енергија, вложивме многу труд, многу време, многу енергија, а исходот не зависи од нас. Зависи од... Да. Како што кажав, многу е огромен е бројот на апликанти, 200 и повеќе апликации, баре тоа ние што успеавме таму да го видиме. И сега кој изработа најдобро, тој ќе биде корисник на средства. Да, корисник на такви средства. Искрено се надевам дека тоа ќе биде основното училиште Ванче Прки. Да, и ние се надеваме, да. И некои од другите училишта во Штип. Да, на сите им посакувам многу среќа и успех, нели, да бидеме добитници сите. Благодарам на разговорот и посакувам успех во натамошниот период на водењето на училиштето, особено во обезбедувањето на средства низ разноразни проекти што ги финансира Европската унија. Благодарам за разговор. Благодарам и на вас. Емитуваме комерцијални пораки. Пакет Маркет, ваш најдобар избор и за време на празниците. Зошто ние не престануваме да ви изненадуваме. Секој ден нови промоции, гратиси, викенд акции и безброј награди и изненадувања. Ете, затоа сме најдобри. Пакет Маркет, пријател на секоја домаќинска куќа. Вкусно и здраво, природно сушено овошје и зеленчук на планински воздух. Агромакс Бирово во сите маркети на Китго, генерален партнер за Источна Македонија. Агромакс, едноставно природно. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи, зашто сигурноста нема цена. Нада Меркур секогаш подобри од другите. Чајна Рефус ПКБ 389 денари, чаден свински врат Кики 275 денари, сирење Кравјо Хит 182 денари, Мерси 250 грама 204 денари, паштета Подравка 95 грама 3+1 гратис, чоколадо најлепше желје Вишна 31 денар, лак за коса Тафт 149 денари, фарба за коса Гарниер 136 денари. Нада Меркур, населба Сењак. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб порцелан, кади, џакузи, туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, веца галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000, комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 од Кочани, планирано и направено. Во населбата Сењак, во приземјето на најубавата зграда во Штип, се отвори и најубавиот маркет во градот, Стандард. Стандардно највисок квалитет и стандардно најниски цени. Стандард маркет. Одличен начин за подарок за денот на жената, 8 март и незаборавно патување за вистинско доживување. Автобуски аранжмани од 39 евра. Милано, модната престолнина на Европа, со Љубљана и Венеција. Букурешт, со Брани Брашов и гратис излет до Снагов, каде ќе ја слушнете познатата приказна за грофот Дракула. Атина, древниот светски град со гратис излет до Пиреја. Сараево, град кој шармира со миксовите на културата, со Мостар и Мокра гора. Златната Прага со Карлови Вари и Виена. Најпознатиот туристички центар Златибор со Тара и Мокра гора. Или пак Белград, Солун, Софија, Боровец, Врњачка бања, Лутраки. Авионски и индивидуални аранжмани. Изберете го најдоброто за вас. Информации на ferialkashikov.com.mk или на 032 394 001 во Штип и 02 31 31 001 Скопје.
Најголемиот и најдобро снабдениот хоум центар во Истокот. ПСС. Се за вашиот дом и градина. Санитарија, алати, косачки, апарати за заварување како и украси, жардинјери и бела техника. Дојдете и ќе се уверите. ПСС Хоум Центар. Акција во Туш и до 70% попуст за вториот производ. Јајце 10 во 1, 75 динари, за купен втор производ 70% попуст или само 22 динари. Кисело млеко Мегле 29 динари, за купен втор производ 70% попуст или само 9 динари за парче. Маргарин софт на кристал 69 динари, за купен втор производ 50% попуст или само 34 динари за парче. Туш, каде добрите нешта чинат помалку. Новогодишни вибрации во Марвел. Еден цел месец попусти и до 30% на твојот совршен пар од колекцијата Есен зима 2015. Марвел. Од проект до реалност, од идеја до најголем објект во Источна Македонија, изграден од најквалитетни материјали, со многу вложен труд и енергија. Единствена можност за купување станови на 60 рати, без камата. Топ Инвест. Синоним за урбан стил. Стабилност и удобност на вашиот дом. Да живееме здраво, да живееме долго. Одлучете. Бидете здрави, пите Виватап. Купите го новогодишниот пакет Виватап во вредност од 834 динари во сите поголеми маркети. Празничниот пакет содржи 3 кисички плюс 1 кисичка гратис, а во секоја од нив има по 18 прочистувачи. Доволни се за 144 литри вода, па така 1 литар вода ќе ве чини 5,8 динари. Во морето од можности кои ќе ви ги понуди новата 2016 година, ви посакуваме да ги донесете правилните одлуки. Виватап за вашето среќно и здраво семејство. Како да го уживаме секојдневниот живот со Бог во различни ситуации, на ТВ Стар зборуваат и поучуваат светски познати говорници Джойс Мајер и доктор Чарлс Стенли, како да се приближиме и да имаме секојдневен контакт, растејќи во познавањето на Бога. Вашите јавувања ги очекуваме. Ја гледате емисијата 60 минути нисток и вториот дел од овој издание на емисијата го посветуваме на оно што е најважната споредна работа, барем во овој момент во Македонија, тоа е Европското првенство во ракомет и настапот на македонската репрезентација. Бидејќи да не чекаме се да ни кажат од Скопје, да видиме разноразни аналитичари и разноразни познавачи на ракометот, рековме зошто да не искористиме нашите луѓе кои играат цел живот ракомет и на сон во 24 или на полнок да ги разбудите, ќе ви кажат се што има да ви кажат за ракометот. Затоа на разговор во студиото го повикаме господин Владко Двојаковски, председател, актуелен председател на маките што ги има во ракометниот клуб Текстилец. Господин Двојаковски, ете рековме ќе разговараме за ракометот, што е нормална работа, да разговараме заради тоа што Европското првенство на некој начин е потсетница дека треба да внимаваме и да се подсетиме и да работиме ракометот во Штип, да го подигнеме на повисок степен. Но, пред ова да го направиме, мора да ве прашам како ги доживеавте овие досегашни настапи на македонската ракометна репрезентација. Јас знам дека неколку надпревар не ги гледам од проста причина, не сакам да ме факе саклет дома. Второ, знаеме некојаш да бидеме што некој од нашите ракометери, дали беше Кире, рече ние сме создадени да создадеме проблеми. И во тој стил, а предпоставам дека вие заради тоа што тоа ви е слабата страна, ракометот, сте ги гледале до крај апсолутно и понекогаш сте вели, сега да сум таму. Какви се вашите, да кажеме, печатници од оно што досега го одигра македонската репрезентација? Да ги поздравам гледачите на вашата телевизија прво и да ви се зблагодарам на поканата. А она што прашувате, како е кога гледаме нашата репрезентација, кратко, ужасно стресно, мислам. Стресно е во секој случај. Немаше стрес со него. Кога ги гледам другите репрезентации, кај што горе-долу немаме некои допитни точки во тој дел, дали ќе победи ово или оно, и некако тоа го гледаме релаксирано.
Да. Уживаме во гледањето. Не допира тоа до нас. Да. Меѓутоа, уште пред да почне утакмицата, веќе тензијата расте, бидејќи нашата репрезентација колку год нели да ги маскираме фалингите што ги има, сепак наша репрезентација се тука има бенефит, да. Тоа е факт. Меѓутоа факт е дека интересна репрезентација во смисол да во прав смисол на зборот може секого да победи, може од секого да изгуби. Тоа е тоа што еве ние како гледачи некако не ни се баш свиѓа и не можеме баш да го свариме. Ајде со Франција очекувавме дека ќе прикажеме добра игра, па и поразот беше од прилика, попуштивме последните 10 минути. Со Полска загубивме една разлика, со Србите завлакно се спасивме, за со Хрватска да потонеме како што тонат сите лаги на Јадранот. За вчера да играме исто така добро, мораме да признаеме добро, но повторно таа слабост, барем по мене лаички гледано е или немањето на кондиција, или немањето на концентрација. Не знам, концентрација има секаде на нашата репрезентација, не знам што и да бегаш од одговорност, аз и веќе во репрезентација. Знаете, многу често употребен термин недостаток на концентрација. И сега ние, како наша репрезентација, мора малку и критики да ја дадеме. Не може само да кажуваме недостаток на концентрација. Ако погледнете и на назад на други европски правенства, ако се сеќавате Германија и Данска, кои што после стана европски првак, да, ние ги вративме од умрените. Победата над нас, уствари ги врати за да одат во наредната фаза. Данска стана и европски првак. 6 гола разлика водеме, губиме во последна секунда. Со германците исто неколку гола разлика водеме, губиме. Со Полска, со синоќа, со Норвешка. Значи ова истата генерација во прашање, меѓутоа се повторуваат со години едни исти работи. Не е тоа недостаток на концентрација. Тоа е сега дебата за анализа. Зошто паѓаме? Зошто паѓаме во одреден? Сме немале кондиција, да речеме. Иако сите се професионалци. Сега некои велат овој немал доволно минутажа во неговиот клуб, овој нема толку минутажа, не знам, во неговиот клуб. Не знам дали е само немањето на кондиција или она што викаме, дали нашиот темперамент е таков што немаме ладни глави до последната минута. Ако ги гледате, например, докажени скандинавците, они се, да речеме, природно ладни, затоа што се наладно, да карикира малку, некако не знаеме во критични моменти што да правиме. Ако сте ја гледале, гледачите сигурно тоа го забележале, погледнете последниот напад со Полска, последниот напад со Норвешка. Се губиме и таму и тука беше истата ситуација. Не знаеме што да им направиме. Времето одиде и со Полска и со Норвешка. Посебно ми е крива со Норвешка. Норвешка ја имавме, да бидам малку вулгарен, не во раце, во скутија имавме и не пет да продолжи со газење. Една Норвешка што дали не подцени, најверојатно не подцени, едино ако се гледале само утакмицата со Хрватска, кај што бевме свире да плакам. Па си рекле овие мижејки ќе ги средиме, не знам што работа е. Главно Норвешка буквално ја растуривме. Ја растуривме во сите сегменти. И повторно се случува оно што не е вчера, не е од некои, не можеме само да кажеме концентрација. Со години ние во такви критични моменти нешто не можеме ние да излеземе на крај. Некој вело дека таквата состава е заради тоа што главната звезда ни е Кирил Лазаров, па се чекаме од него, тој да преземе одговорност, тој да дава голови, тој да брани, тој се да биде. Ако погледнеме, даваме аспект само на вчерашната, на синоќашната утакмица, Кири изигра доста многу паметно, посебно првото полувреме, го насети после првиот, вториот шут овој голманот на Норвешка, плюс шутевите од крила што ги имав, дека очигледно голманчето не му е ден и многу паметно на сигурни шутеви, на сигурни додавања и се одеше перфектно. Мислам беше за секоја пофалба начинот на крајот ситни грешки, ситни работи го одлучи на крајот. Да речеме шутот кај што немаше промашување Георгиевски, крилото.
Не беше спремен, се види на успореното, Да. не беше спремен за шут, голманот замиџа, му шутира во раце. А Кире си се дига толку фино и требаше да ја буквално растури, мислам дека беше гол. Два напади и тоа беше во ситуација кога ние имавме човек помалку, а норвежаните има два човека помалку. Не направивме ништо кај што требаше да направиме. Не било сега, после војната сите генерали се паметни дека во одбраната не играеме баш компактно, ниту цврсто. Да, во тој дел Не случува да речеме да има влезови кога што најмалку очекуваш да има пробив, да се влезе внатре од шестерец, бек да шутира, како пикер да влегува внатре. да се доби впечаток дека во одбрана посебно тој средишниот централниот дел како некои играчи да ни се губат. И се губат во тоа влегување на крило, на пикер, некако некои испливаат едноставно во празно. И ако погледнете на успорена снимка, мислам ако тоа некој го гледа, често пати ќе види дека некој од нашите играчи буквално е сам, нема никој околу него. Нема човек кој да чува. Некако излетал, испливал во празно. Една друга работа што исто синоќа не се случи на два пати, што во такви тенки работи е недопустливо и нешто што јас го гледам во континуитет. Ако сте приметили, да речеме Манасков, што е изворено лево крило и во тој дел во низа години ќе ни биде добра иднина што викаме. Меѓутоа има една многу лоша особина, не знам неговите тренери, селектор дали не се го коригирале, дали тоа не го забележуваат, меѓутоа ако погледнете на секој кога сме во одбрана, на секој шут што ќе доаѓа дали од пикер, дали од бековска позиција, уште играчот не ја шутнал, одбиена топка едно друго, Манасков бега на контра. Синоќа не се случи и примивме два гола. Класичен беше случај, од другата страна крилото шутира, Борко ја удира, се одбива на скрос на другото крило, топката лази буквално, играчот си ја зима, два чекора прави, дава гол, Манасков го нема никаде. Тоа тука треба, а тоа го јас гледам во многу утакмици, му е постојано го прави. Еви човек виш. Да. За противник. И во делот на одбраната некој пат играме фантастично, со Франција, ако погледнете утакмицата како беше и тие снажни дечки, меѓутоа нашите игра исто така цврсто снажно. Значи не е да не можат нашите да играат. Се дали кондиција во прашање, дали можат да издржат да го издржат тоа темпо одреден временски период, а после тоа не можат, меѓутоа а и темпераментот наш е таков. Предпоставам дека се ближи смена на генерации. Да. Може би тука е тај слаба клупа, па немате што да соодветна замена, ниту Филип, братот на Кире, ниту младиот Кузмановски може да биде, но во секој случај се тоа, да речеме Кузмановски е во прво треба да создрави редица на други ракометари. А ги немаме достатно на клупа кои би били соодветна замена да може да ги одиграат. Во делот смена на генерација, тоа се не нормална ситуација, сите репрезентации, никој не е вечит како играч. Некои екипи веќе со тоа, некои репрезентации со тоа се соочија. Од овие тука присутните сега, ако погледнете Германија, на назад неколку години, каде е Германија во ракомет? Ја нема. И тоа погледнете се, нивната генерација просек ми се чини 24 години. Просек 24 години. Тој покажува дека доправа таа репрезентација ќе има што да... И гледате како фино, содржајно, добро, значи некоја година свесни се дека мора да жртвува. Да. Во таква ситуација се наоѓаме ние и за нас после да кажеме, меѓутоа се наоѓа сега Полска, актуелниот домаќин. Погледнете кој им ја носи играта. Шмал голманот, бековската линија која е Јурецки, Биелицки, Лиевски. И тие се веќе на залезот. Не знам Полска е голема земја, не ги знаеме нивните млади потенцијали кои се што си и како са. Тие во наредните години ништо чудно, ако немаат соодветни замени, да и Полска извесен период ја нема на ракометна сцена. Погледнете Унгарија, пак неколку години назад, Унгарија се пак беше представителна екипа. Погледнете Унгарија сега. Ботнеа. И кај неа, значи неколку души од тие, и тие се веќе на залезот. И сега ако сме кај нас, веќе и ние на тоа треба да водиме свет. И сега проблемот кај нас, ние сме релативно мала земја,
некако не ни се сега ако го гледаме вака викаме и сега како шокирани е во форма на десната страна, да ни беше во тоа време како што сега не е Манасков Пепи на левата страна, со двајца изворедни центри во централниот дел кај што имавме Миркуловски или сега дали научи повреден или нешто не го покажува оно што или Прибак е добар, нема проблем. Значи замисли да го имат, ама не можеме во ист временски период да ги најдеш такви луѓе. Да се подударат. Да, ако сега погледнеме од ова што го имаме крила, Олимпски и Манасков се одлично од таа страна покриени. Ѓоргиевски е добар од оваа страна. Ево и се како се викаше Костески или доаѓа таму од десната страна како млад дечко. На левата страна како млади перспективни го имаме Филип Талески, еве Кузмановски сега. И он се наметна. Имаме двајца одлични пикери. Столе веќе сам докажан. Пешевски веќе се наметнува, влегува, значи тука имаме двајца одлични. И тоа сега ни останува десната страна, зборуваме нели за смена на генерации, ни останува десната страна, централниот дел, централен бек. И она што со години некој вика вака, така, онака, ние не сме стабилни на голманските позиции. Ако сте прателе, нашите голмани... Тоа може би најслабата точка. Да, ако погледате и со години на правенството што било или диви, ќе блесне на една утакмица, после чека и неколку утакмици нешто да се случи, Бурко ќе блесне на неколку утакмица, дури ќе биде феноменален. После тоа го нема. Нема, значи ние нема и во тој дел немаме може ќе се налута, тоа е мое мислење, нели ако некој го слуша ова, меѓутоа тоа е мое мислење, ние во тој дел подобро тие да се лутат како ние да бидеме нервозни. Да. И тука е оној проблем што ако тука нешто најдеме, ако тука нешто направиме, со ова што го имаме, значи имаме крилни лево десно крилни позиции, имаме пикери добри. Да, вие сте долго време во ракометот, цел живот што би се рекло. Сега говориме за тие како да се најдат како. По мое непосветувањето достатно внимание за ракометот, затоа реков дека треба да се внимава што ќе се прави со ракометот, заради тоа што ете типичен пример токму нашиот клуб, ракометниот клуб Текстилец. Владо игра сега за македонска репрезентација Митков, штипска варијанта до крај, нели? Ама излегуваат млади луѓе од тука, ги инволвирате во ракометот, им давате љубов, им давате жар и на крајот заради немањето на финансиски средства или ќе се откажат од ракометот или ќе седат на клупа во така наречените големи клубови како што се Металург и Вардар, да речеме. Па тоа не е само претпоставам судбината со ракометниот клуб Текстилец, туку и со други клубови каде што има млади таленти, едноставно нема шанс или немаме ракомет кој носи профит па би бил актуелен, она што го прават двете екипи се платени ракометари од странство, играат за резултат, што е разбирливо, нели? Ама од друга страна, нашата репрезентација кој ќе изгледа не може да играат ниту руси, ниту хрвати, ниту пољаци, ниту чеси, ниту шпанци. Да, тука сте во право тој дел. Затоа ние можеме да дебатираме, да дискутираме денови и ноќи. Меѓутоа не е до нас, затоа некој треба друг малку да подразмисли. Факт е дека еве еден Вардар кој што има тенденција да игра во Final Four, во 4 најдобри, во Металург што беше направија се успеси. Меѓутоа сега ако го абстрахираме тоа на клубски план, значи на клубски успех, да видиме кај се нашите тука. Еден период Стојанче Стоилов, да речеме, беше нешто повреден со рамото, ми се чини дека имаше повреда, додека пак си дојде при себе. Ако погледнете цело време, најголем дел од времето ја грееше клубот. Да. Марсенич и Тоскич играат цело време пилот мене. И сега газдата на клубот, кој што бара резултати, да не зборам вака да биде некако многу грубо, ама тој си го гледа клубот и она што го инвестирал за репрезентацијата, дали овој ќе игра повише или помалку што е член на македонската репрезентација, и тренерот ти барат успеси. Така газдата бара од тренерот успеси, тренерот се што е во моментот најдобро ќе го пушти тука, не го интересира него за. А после ќе слушаме во тој клуб нашиот имал малку минутажа, во оно имал малку, во тој имал малку. А што да се прави тука? За оние другите што ви, а условно помалите клубови. Неопходна е помош малку и од страна, дали тоа ќе биде општина, дали тоа ќе биде
држава имаме агенција за млади и спорт. Името е добра агенција за млади и спорт, ама по мое треба многу повеќе да посвети на аматерскиот. А ние кој што гледаме агенција млади и спорт за професионални ваму таму ги гледаме на телевизија. Мислам дека поставеност треба да има малку поинаку. Да се финансира дополнително аматерскиот спорт. И оние што викаме тренери аматери, волонтери, кои што не земаат плата од таму, да се даде акцент тука. Значи повеќе на овој дел да се даде. Па тие млади што ќе тренираат, барем да имат некаква минимална сатисфакција во тој дел. И преку оние, почнувајќи од пионери, кадетски, кои има младински погони, и од тука да излезе нешто ново. Па да се детектира она што е подобро, што е навистина што вредив и од него натаму да се гради нешто. Ние другачи не можеме на овој простор со овие екипи што ги имаме, колку ги имаме, мора да се направи напор, ама тој напор не може и не треба да падне само на клубовите кои што барем вие долго години ги следите кај нас ракометот како е, буквално да биде сето голо преживување. Со голо преживување толку може. Не можете да одете нагоре. Тоа кој што сака нека каже. Нема и толку ќе можеме и во репрезентативна смисла. Ама не можеме ние вечето да тераме работа се со натурализирање. Ако ја немам ништо против тоа. Ако погледнете кошарка или било што, погледнете ги секаде имате. Секаде ги има. Ворете. Ја еден, двајца, нека влезат малку тоа да се поодбутне и тоа ако вратите се назад, се сеќавате, ватерполо репрезентација имавме ние до пред некоја година. Имавме. И бевме на европско таму. Кој место? Високо стигнавме. И колку траеше тоа? Мерот се пуни. Таа година беше, ама тоа беа да наречам помалку повеќе полупензионери, да не на залезот на кариерата. Да. Хрвати, црногорци таму, Срби направише дали имавме еден, тој што грееше клупата таму, ако резерва од времена. Добро, мора да има некој што ќе грее клупата. Така како правиме, не можеме да не. Сега не останува само уште надпреварот со Белорусија. Ќе победиме или конечно некоја репрезентација? Сега да не ме свати некој погрешно, она поговорката што викаме и слепата кокошка ќе најде некој зрно, ама мислам дека е редно. Да победиме. Да победиме, не ради другов. Мене ми е криво, мислам не можам да немам оправдание со Хрватска, кај што изгубивме, не е проблем дали сме изгубиле гол 2, 3, 5 или 15. Со Хрватска јас не видов она што барем го гледавме на другите утакмици, жар, борбеност, нешто се направи. Беше многу апатично. Беше толку апатично што, еве, јас што сум гледал, да не кажам варијации на притисокот, страшни работи. Не знам што се случи на таа утакмица, тоа беше жива катастрофа. Да заборава да играт ракомет заедно. Добро, претпоставам нема да си повтори Белорусија сега. Криво ми е, требаше да ги средиме и пољаците и норвежаните, затоа што игравме стварно кој што треба. Гледано квалитет со Белорусија, мислам дека во тој дел квалитетот е на наша страна. Сега, ако се па гледа од друга страна, овие белорусите се па физички, како што може да гледам се снажни здрави дечки, немој на тој физички план да потврлеме, иначе по однос на квалитетот, ја не се сомневам дека нашите треба да победат. Дај Боже и да победат. Она што јас го гледам, сега Рутенка минатата утакмица, последната утакмица као нешто бил повреден. Без него сетики Белорусија не е таа Белорусија што може да прави проблеми. Меѓутоа некои млади дечки што ги пуштил се некои снагатори и тука ми е зборот на физички план да не потврлеме, иначе би требало да ги добиеме, дај Боже да ги добиеме. Господин Двајковски, ми беше задоволство што разговаравме за македонскиот ракомет. Репрезентациите само повод кажавте многу клучни работи кои треба да им послужат за наук на оние што го водат македонскиот спорт, да не се доведеме во ситуација да немаме ништо надвор. И ова да не биде многу од резултати. Благодарам за разговорот и посакувам успех. Благодарам и на вас. Ајде да гледаме утре, па со среќа. Со среќа. Емитуваме комерцијални пораки. Најниски цени во маркетите на Китго. Павлака вкусно 19 денари. Мајонез вкусно 89 денари. Чаден свински врат Глобус 276 денари.
свински пршут слайс 76 денари, макарони гондола 39 денари, чоколадни бананки Дона 32 денари, пиво наше македонско 60 денари, детергент Мерикс 3 кг со гратис мер 210 денари, маркет и Китго. И сето тоа благодарение на калциумот. Супериорна стартна снага. Топла акумулатори. Пакет Маркет, ваш најдобар избор и за време на празниците. Зошто ние не престануваме да ви изненадуваме? Секој ден нови промоции, гратиси, викенд акции и безброј награди и изненадувања. Ете, затоа сме најдобри. Пакет Маркет, пријател на секоја домакинска куќа. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб порцелан, кади, джакузи, туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, веца галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000, комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 од Кочани, планирано и направено. Добре дојдовте. Најголемиот, најснабдениот, најефтиниот мегамаркет во градот ве очекува. На 5000 метри квадратни и собствен паркинг со над 100 паркинг места. Елкос Груп. Елкос Груп. Се на едно место. Храна, пијалоци, електрика, бела техника или пак гардероба. Елкос Груп, каде купувањето носи насмевка. Новогодишни вибрации во Марвел. Еден цел месец, попусти и до 30% на твојот совршен пар од колекцијата Есен зима 2015. Марвел. Најопремени и најефтини, Паневски. Продажба на иверка, Медиапан и оков за мебел, како и компјутеризирано кроење и кантирање со најсовремени машини. Во Паневски и алуминиумска столарија и ПВЦ, како и оков за алуминиум и ПВЦ. Повелете и проверете во кругот на Туртел Штип или јавете се на 078 424 682. Паневски. Голема предновогодишна акција во Зендолино. Чаден свински врат 269 денари, сардина Мирела 33 денари, риба Ослич 128 денари, туна Бадуко 64 денари, златен пек 44 денари, корнишони 48 и феферони 42 денари. Чоколадо Милка Нойсет 44 денари, тоалет Виолета 8 во 1 85 денари и Мерикс 2 килограми за само 169 денари. Зендолино, 20 години мисли на вас. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. Масло од сончоглед, исцедено од природата. Фила. Ја гледате емисијата 60 минути на истока. Денеска регистрираме убава активност на Универзитетот Гоце Делчев, имено обезбедени се парични средства за стипендии во висина на потребната школарина, што би се рекло за студентите, и тоа 500 на број кои имаат повисок просек од 9 ќе добијат можност да добиваат ваква стипендија. Но за целата оваа работа денеска пред нашите камери и пред јавноста говореше ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Бажо Боев, па да го видиме материјалот.
Во насока на спроведување на нашите темелни определби во делот на тоа дека студентите се централното прашање на универзитетите, ние од оваа година го отвараме фондот за стипендирање на студентите и оваа година ќе доделиме 500 стипендии за недобрите студенти на УГД, за сите студиски програми и на сите факултети на универзитетот во однос на тоа на кој факултет колку студенти има запишано и во однос на вкупната бројка во делот на универзитетот, таквите бројки ќе бидат доделени на поедните факултети. Овој фонд работи на принципот на обезување на средства на донации од бизнис секторот и стопанството и средства што универзитетот ги издвојува за поддршка на добрите студенти, како една темелна определба во делот на тоа дека сакаме да имаме добри студенти и сакаме да ги стимулираме добри студенти за нивно квалитетно образование. Ние како универзитет ќе ја поддржуваме оваа акција до крајни граници и секоја година ова ќе го правиме и понатаму. Се во зависи од тоа какви средства ќе обезбедиме во овој фонд. Реков, за оваа година се тие 500 стипендии во делот на покривањето на партиципациите на студентите и мислам дека ќе биде една важна карика во поглед на тоа да студентите се чувствуваат дека нови универзитет се важен момент и дека за нив постоиме и за нив работиме. Нема ништо комплексно во критериумите, станува збор за електронска апликација која е направена на веб страницата на универзитетот, каде студентите се најавуваат само со име, презиме, број на индекс и факултет и основна работа да имат просек преку 9. Во текот на периодот кој следува, ние сме во преговори со многу компании, ќе следат и активности такви во поглед на распишување на друг тип на стипендии, каде што в бизнис заедницата и да кажеме в компаниите ќе дават нивни критериуми во поглед на стипендирање од една група на студенти кои ќе склучуваат договори со самите компании. Ние ќе бидеме посредникот во таква тип на стипендии, овде станува збор за поддршка на квалитетни студенти за кои ние сметаме дека треба да ги поддржуваме како универзитет. Ако сакате да ги поддржите студентите, мислам не е ништо тешко да работите за нив, бидејќи тешко е да барате средства од компаниите за себе, а не е тешко да барате за студентите кога станува збор за нивните интереси. Мислам дека е добра мотивација и добра работа да се работи за студентите. Енергетската ефикасност или заштедата на енергијата во секој незин облик или форма е круцијално прашање или се почесто се посветува внимание токму на тој сегмент на незината заштита. Денеска имаше советување, презентација на како се можни заштити на електричната енергија или така наречената енергетска ефикасност. Се одржа ова советување во Штип. Да го видиме тој материјал со изјавите на представничките или луѓето кои директно се вклучени во процесот на реализација на проекти за енергетска ефикасност. Јас сум Билјана Черепнолковска од консалтинг фирмата Еконулер. Ние сме тука да ги представиме резултатите од проектот промоција на енергетската ефикасност на ниво на општини. Овој проект е финансиран од Светска банка и има две компоненти. Во првата компонента се избира општина која што всушност две општини кои што немаат програма за енергетска ефикасност, а е потребно да имаат сите општини во Македонија според законот за енергетика. Тука во оваа компонента се избрани две општини, Радовиш и Старо Нагоричана, и за нив е приготвена програма за енергетска ефикасност и акциони планови. Втората компонента е избор на 6 општини, каде што се избира и се припрема префизибилити студија во секторите улично осветлување, вода и јавен објект. Пехчево е избрана во компонента Б и при тоа за ова општина е изработена префизибилити студија за јавни објекти. Јавните објекти кои што се посочени како идентификувани како приоритетни од општината, така што конкретно е изработен целосен проект со кој би можела општината Пехчево да аплицира за финансиска помош во различни институции, например во Министерство за финансии, или пак во ИМСИП, проект кој што даваат одредени средства со одредени каматни стапки. Во компонента А, Радовиш и Старо Нагоричане, за Радовиш конкретно избран приоритетен проект во областа на уличното осветлување, така што со овој проект при имплементацијата во 3 години е назначено дека ќе се имплементира овој проект, има 42% заштеди во поглед на потрошувачката на енергија. Додека за Старо Нагоричано е повторно избрано уличното осветлување како приоритетен сектор и тука имаме околу 38% заштеди со самата имплементација на овој проект. Елица Јовевска, општина Пехчево, локален економски развој. Со Светска банка соработуваме подолго време, имаме реализирано неколку проекти од областа на енергетската ефикасност. Првично имавме реализирано проекти во детската градинка и основното училиште Ванчо Китано во Пехчево, каде што направивме енергетски ефикасна фасада на двата објекта и промена на прозорците со енергетско ефикасни прозорци. Последниот проект на кој работиме како општина заедно во соработка со Светска банка направивме предфизибилити студија
за објектот стариот пожарен дом во општина Пехчево, каде што планираме да направиме неколку канцеларии и сала за состаноци во која што ќе се одржуваат состаноци од поголем обем. Моментално податоци за потрошувачката на електрична енергија и на енергија во однос на грењето не можам точно да кажам, но очекуваме дека со самата реконструкција на објектот ќе се заштеди, односно ќе придонесеме кон големи заштеди во однос на електричната енергија и енергијата за грење. И се селиме во соседната општина Кочани, односно во општината Кочани. Таму Националното станова Центар за култура или Домот на културата Бели Мугри подготвува изложба со хуманитарен аспект. Ликовните дела ќе бидат на продажба со цел да се обезбедат средства за лекување на Методи Митев, кому му се потребни нужно 25.000 евра за лекување во Кина. Да го видиме овој материјал што колегите од Кочани го одработија и беа на лице место на оваа пресконференција, па да го видиме и тој материјал. Утре на 27.1.2016 година ќе имаме хуманитарна изложба која ќе трае 14 дена. Ќе биде отворена 14 дена во изложбениот салон предно фоаје во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани и ќе биде отворена од 11 часот до 18 часот, значи секој работен ден. Овде ќе биде менторот на студиото, односно на цртање, на школата за цртање и сликање, Александра Димитрова. За било каква информација посетителите можат да разговараат со неа. Инаку, јас мислам дека би направиле убав гест со ова манифестација, со овој настан, бидејќи ова ќе биде, односно практично ќе го покажеме трудот на нашите ученици кои што изминатите 4 месеци вредно работеа. Значи сите оние кои што сакаат да го погледнат трудот на нашите ученици и секако да придонесат за барем малку колку што можеме или колку што сме во нашите можности да помогнеме за лекувањето на нашиот сограѓанин Методија Митев. Училиштето за цртање и сликање при Центарот за култура Бели Мугри под моје раководство ментор Александра Димитрова веќе работи 5-та година поред и тековно се случуваат изложби последователно од 3-месечен труд, каде што учениците 3 до 4 месеци зависно од темата колку е потребно, учениците придонесуваат максимумот од себе и придонесуваат во градењето и во истражувањето на самата личност. Значи, училиштето за цртање и сликање има за цел да проникне од самата школа таленти, врвни уметници во иднина, се надевам, и да се развива она што го поседува секој ученик, а секој ученик си е награден со одреден талент. Па така и школата за цртање и сликање со таа цел. Овој настан е значи доста позитивен. Ние сите граѓани, односно сите, па и во нашиот град и надвор од нашиот град треба така да размислуваме за да можеме со нашиот труд да придонесеме и да помогнеме на одредени личности што на вистина им се потребни средства. Во овој случај нашиот сограѓанин Методи Митев има на вистина голема потреба од финансиски средства за да појде на тоа лекување, па ете со иницијатива моја и на учениците овде и директорката која што не поддржа да придонесеме со овие цртежи, со овие трудови на искрените души, тоа се децата, учениците, да продадеме и да собереме одреден дел на средства. Темата и техниката на она што го работеа учениците во изминатите 4 месеци беше витраж, меѓутоа не во вистинска смисла на темата витраж, бидејќи витраж е доста обемна тема, тоа е работа со стаклени парченца и така слично, меѓутоа овде скици за витраж. Во иднина се надевам, еве сега и со директорката се надевам дека ќе успееме и да дојдеме до вистински витраж. Меѓутоа првично појдовно е она нели скицата за витраж, па затоа еве ги користам оваа прилика да ги покана сите граѓани да дојдат да ја посетат изложбата, бидејќи ќе трае 2 недели, значи до 10 февруари. Како што кажав, е од продажен карактер, цените се символични и ќе може на вистина ќе бидат достапни до секој кој што ќе сака да дојде.
И овде, почитувани гледачи, е крајот на ова денешно издание на емисијата 60 минути на исток. Ви благодарам за вниманието посветено на содржините за ова денешно издание на емисијата 60 минути на исток. Останете со здрави, како и секојаш, со програмата на Телевизија Стар.